Видите, веројатно според сите они анализи понатака, чинот, постчинот на извршување или постбасе, тоа е еден сосем друг процес кој што припаѓа во истрагата. Во моментот по извршување, односно во периодот по извршување има извршена една катастрофална грешка од страна на дел од службите кои што биле задолжени за тоа. Тоа е отстранување на возилото како предмет на реконструкција, односно на целосно испитување, истражување околу начините, можностите и се она останато кое што следува во еден таков процес после постбас. Така да во еден момент возилото е неколку часа после извршување на атентатот отстрането натре од местото на извршување, така да и ако се сеќавате или постарите се сеќаваат сигурно дека во истрагата се вклучи Американската биро за истражување, така да меѓутоа ова еден момент, еден факт е исклучително значаен, кој што не даде можност да дојде до понатамошна некаква истрага. Од друга страна, начинот на извршување, по самиот начин на извршување, по некоја реконструкција на целиот случај кој што службата моја, односно која водев јас заедно со Американски секрет сервис, ја правевме 2000 година, заклучивме дека извршител може да биде дури еден човек, а може да биде и група нормално. Од друга страна, има неколку катастрофални грешки кои што се случени во начинот на обезбедување тогаш на претседателот Глигоров и од тој момент понатаму се влегуваме во еден процес на развивање на службата за обезбедување на ВИП личностите при Министерството за внатрешни работи, од структурално па се и до поквалитетен начин на извршување со помош на поразвиени, пософистицирани безбедносни служби во светов. Се вели веќе дека нема ништо ново во истрагата. Дали нешто после 21 година може да се направи, што може да се смени, каде може да се бараат нови моменти, бидејќи истрагата за сега се води против непознат сторител? Па видите, значи ако трагате по извршител на атентат, тогаш секако на политичар, тогаш секако мора да се опфати моменталната политичка состојба, моменталните политички случувања, меѓународни и внатрешни, врзани за Република Македонија, за да имате некаква појдовна точка. Секако дека атентат на претседател на држава не се извршува заради лични причини, поради лични причини, него најчесто и најверојатно поради некоја промена, односно тектонско пореметување на начинот на водење политиката или на влијанието. Сега, тие се они основни појдовни точки. Понатаму, веројатно, после 21 година немаме никаква визија, она квалитетна, без да нагаѓаме, односно без да зборуваме за теорија на заговори. Меѓутоа, во секој случај, треба некој да се одважи од оние кои што во тој самиот почеток или извршувале функции во безбедноста, секако, или ќе се одважат па ќе проговорат на начинот на водење истрага или обструкциите во текот на истрагата. Имаше повеќе теории за атентаторите, се посочуваше Братиславската врска, но и во соседството, во Бугарија, Мултигруп, исто Југословенската КОС, се споменува и албански организации. Дали е тука некаде одговорот или можеби е тоа само пренасочување кон вистината, од вистинскиот пат? Значи, видите, имаше една длабока таква линија, да речеме, на водење на мислата на граѓаните дека е Братиславската врска одговорна, па потоа се префрли на извршители како бугарскиот Мултигруп и сите оние останати. Значи, имаме албански дел, имаме српски, имаме бугарски. Меѓутоа, во секој случај, за едно вакво извршување, секако мора да имате внатрешни некакви поддржувачи од поединци, структури и така натаму. Така да би требало таква некоја истрага да почне од тука, па после да се шири понатаму. Сите они истраги кои што досега тргнале, па се навеле на некакви вакви групи, никаков одговор не донеле. Така да сметам дека во секој случај има некакви обструкции
веројатно од ово самиот почеток, па и понатаму, за да се дојде до некој квалитетен заклучок. Заклучокот можеби би можело да се донесе во овој момент единствено да се најде мотивот. Тешко дека после еден ваков долг период дека може да се најде извршителот. Најчесто квалитетните докази или квалитетниот пат води веднаш по извршувањето во првите 24 часа. Секој час понатаму веќе вие сте се подалеку и подалеку од извршителите. Меѓутоа може би со длабоко заедничко истражување на дел од политиколозите и дел од безбедњаците да може би да дојдат до некој заклучок, ако имаме во предвид или можност да разговараме дури со најблиските соработници кои што биле исклучително блиски со претседателот Глигоров, за да видиме точно во тој период какви биле оние прашања кои што би можеле да поттикнат одредена група, структура, држава и така натаму да стојат позади еден ваков терористички акт кој што се случи во Република Македонија.